Продолжуваат протестите на пензионерите во Прилеп. Денеска тие беа најмасовни досега и се одвиваа со марш по булеварот Гоце Делчев, од Основниот суд до споменикот на Карпалак, каде по повод денешниот ден одадоа почит на загинатите бранители. Вела дека е срамота тоа што државните институции се глуви на нивните барања. Работеле по 40 години, одделувале пари за пензија, а сега не можат ниту да преживеат. Зарем толку многу бараме што не сака да не слушна. Луѓе, 3500 денари се, не се милионски суми. За нив, па може и не може да ги смислат и овие пари, не може да замисла колку се. Тие си се научени на многу, 78% да си ги покача платите, а ние молиме за 3500. Не срамота, гревота е за овај народ. Ние животаркаме луѓе, па срамота е и гревота е на овај народ, пензионерски да не му седај. 3.500 се во прашајне, не се 87%, 3%. Па верувајте, дајте му на овај, нека му дан на овај народ, наш, што се мачиме и работеме, оставаме коски, за да земаме пензија и да живееме, а не да преживуваме. Не бараме нешто што не е невозможно. Бараме само линеарно подкрепање за еден достоен, барем малку пензионерски живот. И денеска не добија поддршка од Сдруженијето на пензионери во Прилеп, чиј што објект повторно го чуваше приватно обезбедување. Пензионерите се револтирани на тоа што со нивни пари се одржува објектот, а сега не можат да влезат таму. Исто така, со нивни пари се плаќа и обезбедувањето, кое што не ги пушта да влезат внатре. Болно и жалосно во еден ваков град имаме самоизбрано председателство, кој што воопшто ни еден ден не поддржа. А во другите градови, за разлика од кај нас, председателите се први со нив. Само Битола и Прилеп не се поддржани од председателството. Го чува 10 души обезбедување, го замоли за да слези, не ме остава, да барем да се јави, да дај поддршка, да рече не сум со вас, со наши пари, плаќа се, јас не знам. Ова го нема никаде. Пензионерите велат дека ќе протестираат секој ден се до исполнување на нивното барање за линеарно покачување од 3500 денари за секој пензионер. Доколку тоа не се оствари, се договарал масовен пензионерски протест во Скопје.